Не е само Илинден 1903 кога Македонија ја добија автономијата. 1944 година на заседанието на антифашистичкото собрание на Народното ослободување на Македонија во манастирот Прохор Пчински се удрени темелите на Република Македонија како македонска држава со македонска нација и македонски јазик во федералната држава Југославија. Да го чуеме и тој прилог преку кој и преку илинденската честитка до целиот македонски народ со желба да Македонија биде вечна заедно со се што е македонско. Тоа го посакуваат браќата Марко и Петре Јановски од село Велушина со фамилијата, како и нивната фирма Јановски Каунтертап, а исто така и Кире и Нада Боримечковски со фамилијата од село Болно, но и Џоко и Николина Доковски со фамилијата од Ресен. Тие на сите своји, на Јановски на своите муштери, но заедно со Боримечковски и Доковски, на сите роднини пријатели, на сите сонародници, на сите соселани и сограѓани им посакуваат се најубаво во нивниот понатамошен живот со честитката по повод празникот Илинден. Да сте вечни и среќни, велат овие фамилии. Браќа и сестри, од името на Востаничкиот штаб, Реонскиот револуционерен комитет и извршниот совет, што пред малку го избраа народните представници, ви ја честитам слободата и републиката. Ура за републиката! Живее слободата! Те македонци, народе сме пак, за да ослободиме својот куќен крак. Сите македонци, народе сме пак, за да ослободиме својот куќен крак. Еј, воли, воља, да чуе цијот свет, Македонија слободна, слободна ќе биде. Еј, воли, воља, да чуе цијот свет, Македонија слободна, слободна ќе биде. Така е, мили мои браќа и сестри, нека чуе сиот свет. Македонија слободна ќе биде. Во името на слободата, во името на човечките правдини, ние кренавме пушка в рака. Ние ставивме глава в торба, зашто не можевме повеќе да ја трпиме тиранијата на царските бегови, ефенди и паши. Незаситноста на богатите и силните кои не дотераа до питачки стап сите. И македонци, и власи, и албанци, и муслимани, со кои од дедо и прадедо си живееме како брајке на оваа земја и се прехрануваме со крвава пот. Ние, револуционерите, под клетва дигнавме пушка и на нашето црвено од крв знаме запишавме смрт или слобода, за да си го запазиме животот, имотот, верата и честа, за да ги исечиме ноктите на балканските и на европските империалистички хени што сакаа да не расчеречат, за да не заприлега нашата мила и богата татковина Македонија на пуста пустина. Ние веќе го кренавме тоа свето црвено знаме и назад враќање нема.
1944 година во манастирот Прохор Пчински ќе почне првото заседание на АСНОМ, за кое ќе бидат избрани 116 членови. До заседанието дојде како резултат на јакнењето на Општонародниот фронт, а по капитулацијата на Италија и се поголемите успеси на западните сили и Советскиот сојуз против фашистичката солдатеска. Покрај делегатите на собранието ќе присуствуваат и шефовите на англиската и на американската мисија при главниот штаб на Народно-ослободителната војска на Македонија, како и делегатот на Врховниот штаб и на Централниот комитет на Комунистичката партија на Југославија и повеќе други гости, а особено жители селани од околината на манастирот Прохор. За председател на президиумот на АСНОМ беше избран Методија Андонов Ченто, како и двајца подпредседатели Панко Брашнаров и Емануел Чочко. За секретари беа назначени Владо Полежина и Љупчо Арсо. АСНОМ се конституира во врховно законодавно тело, а се воведува македонскиот јазик како службен, официјален јазик во целата македонска слободна држава. Се донесува декларација за основните права на граѓаните во демократска Македонија. Во прокламацијата на АСНОМ до македонскиот народ, меѓу другото, беше запишано: од тешките борби и од пролеаната крв на најдобрите македонски синови излегува денеска првото народно собрание. Тој символ на твојата слобода и изразител на твојот суверенитет. Вековниот идеал на македонскиот народ се постигна, да живее за секогаш Македонија. Донесените одлуки на првото заседание на АСНОМ представуваат државно конституирање на македонскиот народ и малцинствата во Македонија. Со првото заседание на АСНОМ се бележи почетокот на современа Македонија. Декларацијата која донесе АСНОМ, во кој се повторуваат и потврдуваат оние начела на кои беше заснована надмислителната борба за еднаквоста на граѓаните, дека се гарантира собственоста, имотите на секој одделен човек, правата на малцинствата се набројуваат, еднаквоста и равноправноста на сите, без оглед на вера и националност или култура. Така да и таа декларација има и денеска големо важење, како да се тоа случува сега. Родина света,
den, Božji den, Ilin den, Božji den, Ilin den. Stani Makedonijo na noze, site da go slavime, Ilin den. Razvej si zemljo moja, zname naša boja, alova crvena. Razvej si zemljo moja, zname naša boja, alova crvena. Danes me celi svet